Интеркултура. И самиот рече, повторуваш, мотивот за интервенцијата се парите, од друга страна говорот кој што го следи изборот на митрополит е доста ефемерен, дури и задира во говор на омраза, етикетизација и така натаму, нели, Партени бил ваков човек, таково нешто слично имаше и на времето кога беше пресметката, нели, против Јован и неговите следбеници, па еве тоа после деценија и повеќе се разреши. Има ли потреба за говор на омраза и таков етикетирачки говор од високиот клир за меѓусебните односи? Говорот на омраза не припаѓа во дискурсот на христијанските вредности како прво и основно. Значи суштината на христијанството е се обратно од говор на омраза. Но тоа што ние имаме одредени свештеници, клир кој што функционира на тој начин, само покажува колку е зрела и како е зрела црквата во Македонија. Значи ние конкретниот случај околу Партени. Македонската православна црква, Партени не е единствен. Јас, например, ќе посочам еден друг случај, владиката Пимен, да речеме, кој што успеа од Европа, кај што немаше ниту една црковна општина, кај што у последните 30-40 години најголемото иселување не е во Америка или Австралија, него е тука во Европа на македонските граѓани, успеа да направи една, звучи лошо, кој ќе кажеш прекрасна епархија надвор од државата, ама вистината е таа, луѓето се таму, ме сваќаш. И има и други ситуации кои што други владици функционираат на принципот на некакви вредности. Сега ние имаме судир на момент кога одредени луѓе едноставно сакаат да не го гледаат тоа како позитивна вредност и удираат на моментот на сатанизација. И сега ние имаме онаа приказна за бугаризација, гркизација на Партени или ова. Значи контекстот во кој што се давани тие изјави, кои што се случуваат тие изјави се во период на кога на Македонската православна црква и требаше општо меѓународна афирмација, политичка поддршка која што добиваше од државата со години и така натаму, но постоje одредени моменти кога имаше потреба да се возврти со некакви позитивни аспекти кон оние од кои што бараш некоја ситуација. Писмото за мајка црква од Бугарија не го напиша Партени, го потпишаа сите владици на Македонската православна црква. Ама кога требаше да се брани пријателството, му вика оди Партени и се тие брани го, ние ќе седиме од тука сеер ќе гледаме. Кога го потпишаа писмото за апелација пред Вселенската патријаршија, него прати Партени, го потпиша прв Стефан со зеленото мастило и уше останатите сите до еден владика. И сега кога требаше да се каже нешто добро збор за Вселенската патријаршија, они ќутеа, оди Партени и сега ти каже нешто добро. И кога заврши приказната како што заврши, иако не заврши како што заврши, како што треба да заврши, сега имаме ситуација да ние ајде сега удри, затоа што 5 луѓе, 10 други викаат ова е предавство и сега ние знаеш со страна е многу убава кога ќе седиме, фино заврши приказната. И сега пазите кој е парадоксот. Ние имаме ситуација се доведовме што е добар чин да се помириме со ПОА и со тројца владици кои што од тие тројца се владици направени од друга црква со чинови, да се помириме и да бидат вратени во Македонската православна црква без никаква помпа, што мислам дека беше добро и добро завршена приказна, и сега бараме нови непријатели внатре од црквата. Многу е парадоксално. Во таа смисла, прво, целата македонска јавност се израдува околу признавањето и томосот, а како што одминува времето и ти пишуваше на таа тема, повторно овие геополитички поделби на патријаршиско влијание, на српско влијание, на московско влијание ни се враќаат во земјата. Може ли барем од аспект на тоа позиционирање на црквата во православниот цел да се избегнат тие локални геополитички конфронтации? Не може да се избегнат затоа што покрај што црковните влијанија, особено во големата битка на превлас меѓу Москва и Фанар,
Ние имаме на тоа поле имаме политички влијание на разни политички интереси на Балканот, меѓу кои едната линија са руско-црковните интереси, друга линија са американско-грчките интереси, трета линија са српските интереси, четврта линија са албанските интереси и последната линија што се случува се турското влијание на ова прашање во Македонија. Ние сме како звучи страшно, но као простор во кој што не дај Боже за 10-15 години сите служби ќе се тепаат во Македонија околу одредени политички влијанија. Црквата и политиката не може да ги раздвоиш, но прашањето е колку црквата домашна служи на политичките интереси на државата, а колку е на штета на политичките интереси на државата. Ние имаме на таква црква која што има државата си има сериозен проблем, да рече тоа е бугарската црква, особено сега по изборот на новиот патриарх, кој што е отворен српски инструмент, односно руски инструмент на влијание, да речеме. Српската црква, ајде и државата Србија е ни ваму ни таму, но во контекст на тоа, да речеме, сега ние ќе можно е да се појави таков проблем сериозен во Албанија со изборот на новиот архиепископ и на одредено големо влијание на руските политички и црковни интереси на Балканот. Така што Грција е посебна приказна, ние се посебна приказна. За крај, уште едно прашање. Кога пред 20 години почнуваше монаштвото, да речеме секуларната јавност го бранеше слободниот чин на избор на младите луѓе од, би рекол, во тоа време нашата генерација, кои што се замонашуваа, ги напуштаа семејствата и така натаму. Секуларната јавност ги напаѓаше. Но сега малку изненадува, да речеме, радикалниот говор на дел од клирот против слободата и правата на ЛГБТ заедницата, на исто половите партнерства и така натаму. Има ли потреба на православната црква да го заострува, да ја заострува таа поларизација и таа стигматизација кон една ранлива категорија на граѓани, кога гледаме дури дека еве еден Ватикан се обидува да ја смени реториката и да внесе малку посовремени сваќања. Малку општата перцепција за таа приказна е изместена во општата јавност во Македонија. Точно е дека постои одреден говор кој што не е соодветен од страна на одредени представници на црквата, но постои одреден многу солиден говор на представници на црквата кој што се однесува на таа тема. Прво, црквата не може да го менува своето учење и не може да се прилагодува на современиот свет во поглед на тоа што не е нејзини христијански и догматски вредности во поглед на она за која што зборуваме како тема. Но јас сметам дека и од другата страна е проблематичен говорот, затоа што огромен дел од луѓето кои што се припадници на таа категорија на граѓани во општеството го предизвикуваат од говорот кој што го добиваа од црквата на начини кои што ги демонстрира преку нивни јавни настапи, демонстрации или говори. Знаете, секогаш во нивниот дискурс, во нивниот говор зошто им се загрозени правата, црквата е анатемисана дека таа е главната причина зошто им се загрозени правата. Тоа не е точно, затоа што црквата не е таа која што ги инструментализира политичките одлуки на општеството. Зошто нивните права не им се задоволени од оние што ги бараат, главната причина е во структурата на политичката матрица на партиите кои што ја водат и политичарите државата. Значи црквата не ги инструментализирала политичарите за да не носат такви или такви закони, едноставно политичарите од таа или од друга провиненција и од двете провиненции од Македонија, особено албанскиот блок, имаат таква перцепција на тоа. И сега кога они имаат говор во кој што ја сатанизираат црквата како главна причина зошто тоа така се случува, предизвикуваат и контрареакции. Јас сметам дека
МПЦ има одредени луѓе кои што многу добро можат да разговараат со двете страни, неколку владици, монахи, монахињи кои што зборуваат на таа тема јавно. И точно е дека црквата не треба да ги отфрла луѓето од таа категорија луѓе, тоа е она што Ватикан го вели, значи ние не можеме да благословиме, но не можеме да ви речеме вие не сте христијани заради тоа и заради тоа. Голем дел од тие луѓе, јас имам пријатели кои што се верници, но некои од нив и страхуваат да идат по цркви или по манастири од две категории. Прво да не бидат осудени од своите, а да не бидат лошо разбрани и од црквата. Но имаат пријатели, но имаат духовни отци, пријатели со кои што разговараат на таа тема, така што темата на која што зборуваме е потребна општествена сериозна дебата, но не можеме да ја сатанизираме црквата затоа што она така мисли дека тоа не е во рамки на незиното учење, како што не може и црквата да вели дека како што има одредени лудаци у клирот на МПЦ, кај што вели дека вие сте за лечење или така, или да не користам сега други термини кои што ги употребуваат. Како го оценуваш меѓуверскиот диалог и разбирање? Дали е тоа, да речеме, некоја коалиција која што заеднички ги брани традиционалните вредности или сепак придонесува кон поларизацијата и нетрпеливоста во општеството? Верскиот диалог у Македонија е некоја подолго време некоја константа која што е на релативно коректно ниво. Во поглед на, во поглед на таквите теми и прашања, традиционално, условно кажано, традиционалните вредности. Не се тоа традиционални вредности, тоа се учење на црквата. Дали се усовремениот сегашен свет, ако ги гледаме традиционални или од времето на Константин Велики, кога станувала црква па биле современи, или у средниот век кога црквата била доминантна, па биле црковни, се идентични ставови, погледи, но како диалог, верски диалог во државата, кај нас повеќе се отвараат теми на кога има збор ситуации на меѓуетнички или меѓу конфесионални, не судили, него проблематики кои што се појавуваат, тие најчесто се секогаш врзани со можеби пак некои интереси на верските заедници кои што државата ги задоволила повеќе на едниот или помалку на другиот, но генерално мислам дека ние имаме добар верски диалог кој што е, иако е можеби диалог на глуви, не е јавен, ги нема верските представници јавно да ги гледа народ, но е коректен, не е проблематичен. Благодарам за гостувањето. Благодарам. Интеркултура, 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 интеркултура.